Субвенциите се добар начин за поддршка и развој на земјоделието. До 2007 година оваа постапка беше во Македонија скромна, но сега субвенциите нудат можност за земјоделците и да произведуваат, но секако и да си обезбедуваат свој пласман. До 2006-2007 година ние имавме една никаква поддршка за земјоделството и затоа тоа падна на едни многу, така би рекол, ниски гранки, сиромашни земјоделци. Од 2006-2007 година почна да се дига таа буџетска поддршка, стигна сега оваа година до 150 милиона, еве сега слушаме од новата влада дека ќе одат и на 160 милиона, што е добро за земјоделците. Начинот сега на кој што тие се делат, се одобруваат, сепак си има постапки, си има процедура во која што мора да поминат земјоделците и која што процедура е еднаква за сите. Не се согласувам со ставовите дека се делеле субвенциите на членови на партии, тоа не е можно затоа што си има навистина пропишано чекори кои што треба да се следат. Секако пласманот на производите треба да биде обезбеден, но и земјоделците само иницијативно треба да се организираат. Треба да создадеме предуслови. Државата не може да обезбедува да го откупува земјоделското производство. Меѓутоа, постојат начини, постојат модалитети на кои што може да се олесни пласманот на земјоделските производи. Знаете, спецификата на македонското земјоделство е тоа што имаме многу ситни семејни земјоделски стопанства, кои што имаат посед кој што е расцепкан на неколку парцели, каде што они не можат да обезбедат конкурентно производство. Они имаат мали серии на производи кои што еве на некој начин ги решаваат преку тие кванташки пазари, преку еден би рекол неформален систем на дистрибуција. Она што е иднина за земјоделието, а секако поврзано и со субвенциите, е да се инвестира во земјоделските задруги, така што самите земјоделци преку задрugите ќе можат поорганизирано и да произведуваат и да обезбедуваат пласман за своите производи.